Министерството за образование и наука го објави конкурсот 3035 за упис на факултет за академската 2015-2016 година, наменет за жени над 30 години и за мажи над 35 години, кои немаат високо образование или не го дооформиле. Обезбедени се вкупно 670 слободни места, а на кандидатите им се на располагање 44 студиски програми. Проектот 3035 се спроведува веќе 6-та година поред. Сите заинтересирани граѓани на возраст од минимум 30 години за жени, односно 35 години за мажи, со претходно завршено 4-годишно средно образование и заснован на работен однос на неопределено или пак невработени лица кои се пријавуваат во АВРМ најмалку 5 години, ќе им се овозможи да се запишат на студиската програма за прв циклус на студии со годишно кофинансирање на студиите од 200 евра во денарска противредност, истакна заменик министерот Спиро Ристовски. А Министерството за образование и наука ќе го разгледа предлогот на хотелиерите кои бараат почетокот на учебната година да се одложи за 15 септември. Заменик министерот Ристовски рече дека ќе имаат средба со представниците на иницијативата, но дека одлуката ќе биде донесена откако ќе се направи анализа и консултација со различни субјекти. Цената на бензините од полнок ќе се намали за денар, а на дизелот и на екстра лесното масло за домаќинство за половина денар. Новата цена на Евро Супер 95 ќе изнесува 70,5 денари за литар, а на Евро Супер 98 72,5 денари. Литар Евро дизел ќе се продава за 53 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 41,5 денари. Денот на Републиката, 2 август, односно 3 август, понеделник, е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија, соопшти Министерството за труд и социјална политика. 2 август Илинден е неработен согласно со Законот за празниците на Република Македонија. Хрватска излегува од арбитражата. Овој договор мора да го раскинеме. Очекувам голема поддршка, едногласна, порача хрватскиот премиер Зоран Милановиќ на вонредната пресконференција. Сите сметаме исто, додаде тој по средбата со сите парламентарни партии. Ова е неиздржливо, мораме надвор, рече Милановиќ, додавајќи дека дошло до грубо кршење на одредбите од договорот. Тој не верува дека тоа лошо ќе влијае на односите со соседна Словенија. Тврдењата на словеничкиот премиер Миро Церар дека Хрватска не може едностранно да го раскине договорот, Милановиќ кусо го коментираше. Може и сака, објаснувајќи дека вакво нешто никогаш не се случило во историјата на арбитражниот суд. Во средата хрватските медиуми објавија транскрипт и аудиоснимка која покажува дека словенечкиот член на судот и словенечка дипломатка ополномоштена за следење на процесот договараат лобирање кај други судии во постојаниот арбитражен суд во Хаг во процесот за границата меѓу Словенија и Хрватска. Според аудиото, судот на Словенија би доделил поголем дел од Пиранскиот залив. Заменикот спикер на горниот дом на британскиот парламент, лордот Сеуел, е фатен како зема дрога заедно со проститутки, откако тајно снимени фотографии и тонски снимки за наркоманските сеанси во крајно сомнително и за него несоодветно друштво од лондонскиот Sun on Sunday. Снимките за пороците на овој 69 годишен британски политичар предизвикаа чудоневиденост и шокираност во домашната политичка јавност. Лордот веднаш поднесе оставка на функцијата заменик спикер, како и на председателската функција во Комисијата за привилегии на горниот дом. Лордот Сеуел е оженет и семеен човек. Во горниот парламент на парламентот е од 1996 година, а пред тоа беше пратеник и заменик министар за Шкотска во едно од владите на лабористичкиот премиер Тони Блер. Сеуел сега се соочува и со полициска истрага.